Полициските патроли се надзорот што контролира дали граѓаните носат заштитна прекривка на устата и носот додека се на отворено. Добар ден, како сте? Добри сте? Задолжителното носење маска или друга прекривка е најновата и не толку популарна обврска за граѓаните, која треба да го ограничи ширењето на коронавирусот. Законот е таков каков што е, се изрекува пријава во глоба од 20 евра за неносење на заштитна опрема маска при секој излегување надвор од својот дом. Знам, пиши. Ало, значи, оди си в хладилници, не се помногу разпишкајте. 360 степени побара и доби дозвола од МВР да ја следи работата на двајца полициски службеници, додека патролираат со цел заштита на јавното здравје. Господи, извинете што ве прекинувам. Прво ставете, ако сакате уредно, вашата маска. Не беше, јас за да зборам, ја тргналињата. И троштини и разни оправдувања за неносење или неправилно носење на заштитата може да се забележат на секој чекор. Господине, добар ден. Господине, застанете, господине. Добро, во ред. Добар ден. Вашата лична Добар ден, господине. Како сте? Сега заборев, овде работев. во ред. Господине, во согласност со новиот закон за заштита на населението... Откако полицијата го информираше овој граѓанин за законот, следуваше казна. Каза че ми си шо. Ки имате пријава да... Од кај Петар идам кај Мјалко што му е децата што ги чува. Кај него работа сега. Значи без разлика, господине, законот е за сите важи исто подеднакво. Пиши ми колку сакаш. Дај ми само вишалка. Сега да ви, само да ја допишам. А банка нема да ви плати. Добро. Ја ти кажам дека не е добро. Носи ми го шутка. Срамота што го правите ова. Сепак, на крајот граѓанинот се смири и потпиша дека направил прекршок. Не се љутам. Не. По настанот му се приближивме. Во меѓувреме набавил маска, но останал на личните ставови. Војни да ќе носите маска? Никогаш. Ако ме Никогаш. казнат повторно? Уште еднаш да ме казнат и во шутка да ме носат. Во затвор. Ќе одам без маска. Не можам да дишам, не можам да... Патрулата продолжи, а полицијата забележа жена без маска, но со изговор. Добар ден, господа. Господјо, знаете ли дека е задолжително носење на заштитна маска? Вашата лична карта, господјо. Имате документ за идентификација со вас? Имам, ама еве ја стај. Порете. Сакаме да знаеме со кого разговараме. Сега ќе ви кажам зашто ја стај форма, зашто не ја знам. Стај видлици се и за тоа. Добро. Следуваше легитимирање и казна. Ме казните се? Да, ќе имате пријава. Значи, пријавата изнесува 20 евра. На крајот, со својот подпис, жената призна дека сгрешила. Не успеавме да ја стигнеме и да поразговараме со неа, но настанот го прокоментира друга жена што беше во близина. Не носеше маска и ја казња. И побара лична карта, даде лична карта и си плати, не плати. Уствари, нели, треба со белешка да си оди да си плати, како што се процедурите. Да. Мислам дека треба да се почитува. Кога е кажано, треба строго да се почитува. Покрај казните, полицијата опомена неколку граѓани кои наместо преку носот и устата, маската ја носеа на брадата. Ги едуцираа како да се заштитат. Господине, добар ден. Како сте? Знаете дека е задолжително носење на заштитна опрема маска? Па ја носите, меѓутоа не ја носите уредно на вас. Вие ќе ја носевте маската на вас, но не ви беше уредно ставена на вас. Овој пат ќе бидете писмено предупредени да си ја носите уредно. Тоа, господине, повелете и војни наносите си за ваше и наше здравје. Значи, можеш да видиш слободно дека мојата е врзана на конче. Значи, јас не ја заборам, затоа што имам мали деца и они тоа така, значи си носиме и без гаје. А, кубаво. Си живкаме. Знаете ли дека е задолжително носење на заштитна опрема маска при излегување од својот дом при движење на јавни површини? Па ја и кога спием дори ја носам. Да. Само многу сум лекцурка за благо и за тоа. Дека ја да ја тргнем. Значи, чувајте се, заштитувајте се, носете заштитни опреми колку можете. Чувајте се. Пријатно, имајте убав ден.
За околу час и половина, колку што траеше нашата патрола со полицијата, беа казнети двајца, а писмено поменати тројца граѓани, поради непочитување на законот. Ако се движиме низ градот, може да се забележи дека во глобала граѓаните ги почитуваат мерките, но има поединци кои што сепак од одредени причини наоѓаат некаква причина дека ја заборавиле маската, за кратко излегле надвор од својот дом и не се држат по препораките. Законот сепак има неколку исклучоци. Прекривка преку носот и устата на отворено не е задолжителна за деца до 6 години и за лица со попреченост. Маска не мора да се носи кога спортувате на отворено или затворено, како и при престој во угостителски објект или во дворот на семејната куќа. Еве неколку практични примери. Велосипед слободно возете без маска. Но ако го туркате велосипедот, мора да носите маска. Маска не е задолжителна ако вежбате или трчате, на пример. Но штом завршите со вежбање, повторно прекривка на устата и носот. Заштита на лицето мора да носите ако се движите, да речеме, по тротоар. Но според законот, ако седнете во угостителски објект, па макар и непосредно до тротоарот, не мора да носите маска. Кафе ве молам. Благодарам. Освен ситуациите каде се носи, а каде не се носи заштита, законот предвидува и повеќе опции за тоа каква треба да биде таа заштита. Изборот е меѓу маска, шал или марама, но се уште е актуелно прашањето, што е најдобро? Значи, најдобро штити маската N95 и таа би требало да се користи таму кај што мислите дека има ризично место да добиете COVID. Кај што мислите дека не е ризично, како што се отворени простори, може и некоја пообична маска. Што се однесува до хируршката маска, треба сите што се настинати и болни да ја носат. И моје искуство, ако треба да зборувате, било на телевизија, било пред студенти, било пред класа, треба да носите маска, да користите хируршка маска, бидејќи таа штити од исфрлање на капки, од тој што зборува, а полесно се диши. Со N95 наистина тешко се диши. Според микробиологот Никола Пановски, без оглед каква заштита се користи, важно е таа редовно да се чисти и менува. Значи, ако сте видели простор кај што имало повеќе луѓе подолго време, наистина таа маска треба па ќе извадиме да ставиме во кеса и да не ја употребуваме дека не ја дезинфицираме следниот пат. Ако сме шетале со неа, сме влегли у продавница, имало 2-3, не мора одмah да се дезинфицира, може и на 2 пати неделно, да кажем. Ако и по 8 месеци од почетокот на епидемијата кај нас навиките и односот на граѓаните тешко се менуваат, сменете достапноста на заштитата. Во март и април тешко се наоѓаше маска, а и цените драстично пораснаа. Сега ем ги има во сите аптеки, па и маркети, ем се со пониска цена. Уште само соодветно да се користат.